Почитувани жители на општина Кисела Вода, драги соседи, се наоѓаме во населбата Расадник. Зошто токму во населбата Расадник? Бидејќи ова место е символ за неработењето и празните ветувања на градоначалникот Филип Темелковски. Имено, непосредно во оваа близина, согласно ветувањата предизборни на Темелковски, требаше да биде изградена капна гаража со цел да се реши проблемот со паркирањето на жителите на населбата Расадник. Непосредно од оваа локација требаше да биде поставена и мерна станица со кој што граѓаните ќе имаат увид во загадувањето на воздухот од околните загадувачи. Во непосредна близина требаше да поминува и ветената гасификација, од која што, за жал, се уште нема ништо. Меѓутоа, тоа не е се од градоначалникот Темелковски. Ова позади мене е расадникот во Кисела Вода, единствената зелена површина која што е останата во нашата општина. Меѓутоа, за жал, како што може да видите, целата е обколена со ѓубре и со смет. А градоначалникот наместо од нејза да претвори еден урбан парк во кој што граѓаните ќе можат да се рекреираат, истиот предвидува изградба на повеќе од 120 згради. Меѓутоа, и тоа не е се од градоначалникот Темелковски. Во изминатиот период на повеќе локации во општина Кисела Вода почнаа да се градат згради за кои што нема изградено никакво одобрение за градење. Урбаниот хаос продолжува да владее и да царува во Кисела Вода. Затоа, итно и неодложно, го повикуваме Министерството за транспорт и врски да ги одземе ингеренциите на општина Кисела Вода во областа на урбанизмот и на тој начин да спречи понатамошно дивење и уништување на целата општина Кисела Вода. Затоа, бараме од надлежниот министер веднаш да пристапи кон ова наше барање и да помогне на граѓаните на општина Кисела Вода. Во спротивно, ние како ВМРО ДПМН продолжуваме со нашите активности и во наредниот период ќе ги радикализираме нашите барања се со цел да излеземе во пресред на граѓаните на општина Кисела Вода. Благодарам.